Грантот од 80 милиони евра кој Европската Унија го одобри за Македонија за справување со енергетската и економска криза, за неколку денови ќе биде префрлена на државната буџетска сметка, беше најавено денес на пресконференција. Парите се наменети за граѓаните како подршка за справување со растот на цените на храната и енергенсите. Грантот од 80 милиони евра е подршка за субвенции на граѓаните, за сметките за електрична енергија, за подршка на малите и средни предпријатија, за одржување на континуитетот на нивниот бизнис, како и за инвестиции на државата во енергетската транзиција, обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност. Доделениот грант е дел од вкупната подршка што Европската Унија ја намени за земјите од Западен Балкан, а која е во вкупна вредност од 1 милиарда евра. Ова значи да се помогне на сите домаќинства да ги исполнат своите основни енергетски потреби, а особено најранливите. Тоа значи училиштата и болниците да продолжат со работа. И значи да им се помогне на малите бизниси да продолжат со производството на основните прехранбени производи. Средствата кои ќе пристигнат од Европската Унија веќе се планирани за помош на специфични групи. Средствата кои ова недела ќе бидат во буџетот на нашата држава ќе бидат користени најпрво за најранливите категории на граѓани, тие кои имаат најмногу потреба. Дополнително, најавена е така наречена микрофинансиска подршка во висина од 100 милиони евра. Тоа е важно ради тоа што со таа буџетска поддршка сега покрај тоа што со грантот директно се поддржува мерки, со тие 100 милиони евра се поддржуваат политиките, исправните политики за фискална консолидација и поддршка на раст и развој на нашата земја, како и другите реформи. Во текот на оваа година за поддршка на ранливи категории граѓани и компании, владата намени средства во висина од 225 милиони евра.